Браќа и сестри, вистината е премногу ценета за да биде роб на модата и на трендот. Многумина овие денови ме прашаа што значи тоа хунта. Зборот хунта означува група на луѓе кои преку насилие, преку погазување на волјата на народот, спротивно од волјата на народот, ја заграбуваат власта во една држава. Во Македонија имавме насилие врз полицијата, врз институциите, врз државата од така наречена шарена револуција. Подоцна имавме државен удар, имавме пуч во собранието на Република Македонија, каде што се создаде и се инсталира нелегитимна власт во Република Македонија. Истата таа власт денеска се справува со сите нејзини неистомисленици. И сега слободно можеме да кажеме да, во Македонија има хунта. Има власт која работи спротивно од волјата на народот, власт која ги апси сите нејзини неистомисленици, власт која го апси сопствениот народ и работи против интересите на својата држава и сопствениот народ. Оваа хунта и овие луѓе кои се сега на власт 5 децении ги апсеа нашите дедовци кои се бореа за слобода и за правдина. Ги апсеа нашите татковци кои се спротивставија на распродажбата и раскршмувањето на нашата татковина. Денеска не апсат нас, бидејќи не се согласуваме со нивната политика да ни го променат нашето име и нашиот идентитет. Сето ова апсење, овој притисок има една и единствена цел, а тоа е да се замолкне и да се уплаши народот во пресред на промената на уставното име на Република Македонија. Они мислат дека ние треба да бидеме уплашени и да седиме дома и да не искочиме на протест кога ќе дојде моментот да ни го менуваат името, да не ни дозволат да се бориме за она што природно ни припаѓа. Нам ни припаѓа правото на постоење. Тоа е наше човеково основно право. Нам ни припаѓа правото на идентитет. И ние сме македонци и тоа и ќе останеме. Браќа, оваа држава се градела со крв, со жртви и со тешки маки. Нашата генерација треба да го сочува она што го создадоа нашите предци. Ако ние не сме способни да го сочуваме тоа што они го направија, не заслужуваме да имаме ни слобода, ни живот. Нашата генерација треба да биде сплотена, треба да биде обединета, треба мудро, со стратегија да ја одбрани Република Македонија. Ако не го направиме тоа, како ќе запалиме свеќа на гробовите на нашите дедовци кои го дале својот живот за оваа држава? Како пред нив ќе се обратиме кога ќе не гледаат како молчиме додека ни се распродава државата и додека се урива она што тие го граделе? Од моје име сакам да ви порачам, во овие моменти треба да бидеме сплотени, обединети, рамо до рамо, да заборавиме на сите несогласувања и меѓусебни непријателства. Сега треба да се одбрани државата, бидејќи ако ја изгубиме нејзе, се ќе биде залудно. Сакам да им се обратам и на оние кои се колебаат. Во овие судбоносни денови и моменти за нашата држава, неправедно е било кој да се повлекува, бидејќи секој човек нам ни е потребен. На нашата генерација е потребно искуство. Нашата генерација ќе води борбата за зачувување на Република Македонија и за нејзиниот напредок.
бидејќи тоа им го должиме на нашите деца, на нашите синови, на нашите ќерки. Да сте живи и здрави, да живее Република Македонија, да живее ВМРО ДПМН.